Пропаѓа тендерот за изведба и надзор на пругата кон Бугарија. Ова го најави вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски во емисијата 360 степени на јавниот сервис. Владата ги повлекла членовите на комисијата за евалуација, па на тој начин ќе пропадне јавниот повик. Николовски е дециден дека нема одново да го распише тендерот под истите услови. Инсистира на тоа дека проектот е неизводлив и покрај тоа што меѓународните институции кои даваат грантови и заеми го тврдат спротивното. Тој вели дека тие не сакаат да признаат дека она што го направиле не е добро, но фактите покажувале дека пругата би била поголем проблем и од автопатот Кича во Охрид. Според него, вкупната вредност на третата делница од 560 милиони евра за 24 километри пруга, по која ќе се вози до максимум 80 километри на час или 25 милиони евра по километар, е прескапа за сиромашна земја како Македонија. Тој смета дека проектот е направен нестручно и дека доказ за неизводливоста на проектот е тоа што на тендерот се пријавиле неколку турски и една грчка компанија, но не и сериозни меѓународни конзорциуми. Треба се изградат 22 тунели и 16 мостови. Самото тоа што на тендерот се пријавија несериозни компании, се кажува. До денес јас не добив одговор од ниједна од овие институции. Зошто не се пријави ниједна германска компанија, ниједна француска компанија, ниједна италијанска компанија, како 3 држави со добри железници. Повеќе од половина милиарда евра за 24 километри се многу пари за било каде во Европа и ова би било топ интерес на било која голема европска компанија. Зошто ниједна од големите европски компании не се пријави? Јас се ви одговорам. Затоа што мислат дека проектот не е изводлив. Николовски признава дека ако тендерот пропадне и не се ретендерира по истите услови, парите ќе пропаднат. Сепак смета дека ако не се почне со градба навреме, финансии секако ќе се изгубат. За подсетување, Македонија веќе плати 6,5 милиони евра пенали за неизградба на втората делница од пругата. Николовски тврди дека и да успее тендерот, со градба не може да се почне навреме, бидејќи теренот е непристапен и до него може да се стигне единствено преку пруга, па ако втората делница не е целосно завршена, не можела да почне ниту градбата на третиот дел навреме. Камиони и автобуси не можат таму да одат и единствен начин да се носат работници и машини е преку пруга. За да може да се носат преку пруга, треба да се заврши втората секција. Втората секција во моментов е изградена 20%. Касни изведувачот. Рокот му е до крај на следна година, веројатно ќе побара 2 години продолжување. Па како ќе го воведеме изведувачот оваа есен, а пругата нема да биде завршена ни до крај на 27 или еве додиме само по договорите. Толку се стручни овие што опишувале тендерот. Николовски не се откажува од изградба на пругата кон Бугарија. Смета дека е погрешно што Македонија и Бугарија самите распишуваат тендери за железницата. Според него, подобро би било ако двете земји заеднички го направат проектот, побараат финансии и најдат изведувачи. Експертите седнале на заедничка маса, но не и политичарите. И македонската и бугарската страна досега неколку пати одбиле средба, но Николовски вели дека сега сака да се сретне со бугарската страна за да падне договор. Сепак не е оптимист и не гледа логика дека до тоа ќе дојде, барем не до формирањето на новата бугарска влада. Николовски вели дека бугарите признале дека немаат извршено експроприација на земјиштето, ниту проект за делницата од 2,5 километри од Ѓуешево до македонска граница, а им требале и над милијарда евра за реконструкција на пругата на потегот од Ѓуешево до Софија.